Добар ден, дневник на К3. Православните верници денес го чествуваат споменот на Свети Јоаким Осоговски, светецот патрон на манастирот во Крива Паланка, кој е празник на градот. Празнувањето започна с утринска божествена литургија со која чиноначалствуваше митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф, пошто во дворот на манастирот беше осветена вода. Изминатите 2 дена овој манастирски комплекс го посетија илјадници верници од разни краеви на земјата и соседството кои го збогатија празнувањето на двата големи христијански празници. По повод големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица во населба Карпош се одржа традиционалниот собир, на кој присуствува и министерот за внатрешни работи Митко Чавков, пратеникот во Собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН Зоран Ѓорѓиевски и представници од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Голем број граѓани присуствуваа на собирот по повод големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, кој веќе традиционално се одржува кај крстот во населбата Карпош во Куманово. Меѓу присутните беа и представници од политичкиот врв на државата, министерот за внатрешни работи Митко Чавков, пратеникот во Собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН Зоран Ѓорѓиевски и представници од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Навистина ми е огромна честа и задоволството што ја имам можноста денеска да присуствувам на овој голем верски православен празник по покана на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово и стварно е задоволство да се биде заедно со граѓаните на Република Македонија, особено овде во оваа населба, каде што традицијата е долгогодишна и особено ме радува што таа традиција се одржува и добива и на масовност. Ние као демохристијанска партија ги почитуваме сите религијски празници на сите религии на граѓаните на Република Македонија. Ние, пратениците од овој град, најчесто присуствуваме на сите религијски поголеми настани за да ги испочитуваме и луѓето, да бидеме во добро и во лошо со нив. Значи, ние сме дел од народот, секој пат ќе бидеме со народот и во добро и во лошо. Среќен празник уште еднаш на сите христијани од православна вероисповест што го слават големиот празник Голема Богородица. Покрај богатата трпеза, песните и ората беа неизоставен дел од собирот. За жителите од населбата прославата на големиот празник продолжи во нивните домови со пречек на најблиските гости. Кувате ли гости за празник? Да, за празник, да. Кој ви доаѓа на гости? Керка, сину, Сташка, внучиња. Доаѓаме секоја година. И како ви се допаѓа овде за празник? Многу обен, музика добро, што да кажем, од убаво по убаво. Има. Секој па и лани имаш и полани имаш и овај година требало би да има пуно посетители. Мислете да одиме, не сум други пут била. Па добро е, што? Куде си има народ, све е добро. Да, доваѓамо се ми стално за сваки празник. И како е организирано, дали има добра посетеност? Да, има дооди од свегден, тука од блиските краеви. Сутринска молитва, палење на свеќа и желба за спокој, мир и здравје, православните христијани го одбележаа големиот христијански празник и во останатите делови на Куманово. Министерката за култура на Република Македонија оствари работна посета на Крива Паланка. Канчевска Милевска го посети градскиот музеј, а присуствуваше и на вечерната богослужба во манастирот Свети Јоаким Осоговски по повод празникот Успение на Пресвета Богородица. За време на работната посета на Крива Паланка, Министерката за култура на Република Македонија Елизабета Канчевска Милевска го посети градскиот музеј од општината, од каде промовираше дел од значајните проекти кои Министерството ги имплементира со поддршка на владата на Република Македонија. Таа имаше можност да ги разгледа и најновите наоди од археолошките истражувања на локалитетот Градиште во селото Градец, а изврши увид во текот на активностите за реконципирање на историската и етнолошка постапка. По повод празникот Успение на Пресвета Богородица, Министерката присуствуваше и на вечерна богослужба во манастирот Свети Јоаким Осоговски, од каде упати честитка до сите верници за здравје и среќа. Сакам на сите граѓани да им го честитам овој голем празник, Успение на Пресвета Богородица, Голема Богородица, да им посакам пред се многу здравје, среќа, успеси, мир, состојба, да бидеме единствени и се разбира да се почитуваме сите меѓу себе. Посебно ми е драго што тука сум заедно со граѓаните на Крива Паланка, со многу верници, со многу посетители кои што доаѓаат ширум нашата држава да го чествуваат овој голем празник токму во овој манастирски комплекс Свети Јоаким Осоговски.
Чувството е прекрасно, морам да напоменам и навистина сум среќна што дојдов овде и што присуствувам на честувањето на овој наш голем празник. И пред се би сакала да им го честитам на граѓаните на Крива Паланка, утрешниот патрон на градот, Свети Јоаким Осоговски, и да им посакам, се разбира, уште многу години да го слават овој голем патрон и многу здрави и успеси на сите нив. Токму така, но причината за вашата посета не беше само присуството на вечерната богослужба, вие оставивте работна посета на Крива Паланка, го посетивте градскиот музеј, таму ги промовиравте дел од вашите значајни проекти кои што Министерството заедно со поддршка на владата на Република Македонија ги имплементира заедно со оваа локална институција. За кои проекти станува збор и колку се тие значајни за унапредување на културата и традицијата воопшто на Македонија? Точно, да. Почитувањето на културата, на нашата историја, традиција, е на нашиот идентитет пред се навистина од огромно значење и во таа насока морам да напоменам дека заложбите на владата во почитувањето на културните, на историските вредности е навистина на едно многу високо ниво. В рамки на манифестацијата Топол културен бран, Министерството за култура на Република Македонија поддржува бројни настани од културата во општина Крива Паланка, кои ја збогатуваат понудата во градот, но и предонесуваат за националниот културен развој. И во овој летен период голем број на настани беа реализираа во делот на музичко-сценската дејност, голем број на изложби, фолклорни друштва, традиционални, морам да кажам, манифестации кои што се карактеристични овде за Крива Паланка, така да ние продолжуваме со таа силна поддршка на нашата култура, почитувањето и на културните, и на историските, и на уметничките вредности кои што ги поседува нашата држава. Министерката за култура на Република Македонија оствари работна посета на Крива Паланка. Канчевска Милевска го посети градскиот музеј, институција која се грижи за зачувување на историјата, културата и традицијата од Кривопаланечко. Министерката за култура Елизабета Канчевска Милевска ја посети локалната установа Градски музеј Крива Паланка во рамки на работната посета остварена на 28 август. Таа ја истакна важноста на оваа институција за развој и промоција на богатото културно наследство во општината. Нешто што сакам да го истакнам како исклучително важно е тоа што музеот поседува 3 извонредно значајни поставки, што се многу битни за една музејска институција, тоа е историска поставка, етнолошка поставка и археолошка поставка. Нешто што сакам да најавам за следната година, во соработка значи со општината и со министерството, ја финансираме реконципирањето. Нешто што беше од исклучително значајно за Министерството за култура е тоа што воведовме еден нов проект, а тоа е реконципирање на поставките во нашите институции, дали станува збор за национални или локални. Сметаме дека е тоа многу важно, да самите поставки се реконципираат, да голем број на вредни артефакти кои што ги поседува институцијата бидат изложени пред очите на јавноста, бидејќи знаете се собира многу значаен материјал и во делот на етологијата и на историјата и на археологијата и тие вредни предмети треба да бидат изложени. Канчевска Милевска рече дека етнолошката и историска поставка во музеот се реконципираат со финансиски средства од Министерството издвоени со програмата од национален интерес и од буџетски средства на општина Крива Паланка. Така само да истакнем соработката, прекрасната соработка која имаме со Министерството за култура, со владата на Република Македонија, со сето она што ние што ќе го предложиме, што има слух да се види, да му се обрне внимание. Поставките официјално ќе бидат отворени наредната година, а според Канчевска Милевска, благодарение на одличната соработка помеѓу централната и локалната власт во Крива Паланка, овој музеј е вистински пример за одлично функционирање на децентрализацијата на културата за која се залага Министерството. Ова беше навистина успешна работна посета денеска, поразговаравме на сите теми во однос на дејноста која што извршува нашата установа, а во однос на програмата Министерката толку доследно и прецизно ги кажа сите работи кои што ги работиме во корелација со Министерството за култура и со општина Крива Паланка, така што единствено што може да се додаде дека и понатаму ќе продолжиме. Нашата програма е секој усогласена со програмата на општина Крива Паланка и на Министерството за култура. Нашите проекти се дел од стратегијата на Министерството за култура, особено во еден капитален момент што го спомна Министерката во однос на поставките на деповата и на слични работи, така што ќе продолжиме и понатака да работиме во тој дел. На средбата беше порачано дека со ваква добра спрега на сите институции продуваат со плод заложбите за унапредување на културниот развој на државата. На вчерашната традиционална крводарителска акција која се одржа по повод големиот празник Успение на Пресвета Богородица, во Крива Паланка се собрани 31 единица крв.
Крводарителската акција која ја реализираше Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје се одржа во просториите на старата фурна на манастирот Свети Јоаким Осоговски, а траеше до 20 часот. Празничната акција беше петта овој месец. Во август беа реализирани 2 илинденски акции кои се одржуваат секоја година во селата Трново и Петралица, а кон средината на месецот се одржаа уште 2 во село Радибуш и село Герман. Со оваа празнична акција и собраните крвни единици, годишниот план за крводарување е веќе надминат со 90% реализација. Со годишната програма за крводарителски акции на Кривополаничкиот Црвен крст предвидено е да бидат собрани 711 крвни единици, а проекциите на овој план редовно се натврлаат. Од денес правниците од Македонското здружение на млади правници ќе започнат со обезбедување на бесплатна претходна правна помош, која ќе вклучува информации и совети во врска со постапката за надомест на штета. Македонското здружение на млади правници ќе започне со обезбедување бесплатна претходна правна помош која ќе вклучува информации и совети во врска со постапката за надомест на штета предвидена со Законот за заштита и спасување на лицата од засегнатите места кои претрпеле штета од поплавите во подрачјето на општина Газибаба. На 18 август 2016 Центарот за управување со кризи ја прифати понудата на Македонското здружение на млади правници за давање претходна правна помош за граѓаните од поплавените подрачја и ги задолжи општините во регионите каде е прогласена военна ситуација на криза да обезбедат соодветни простории каде би се одвивала активноста. Тимот млади правници брзо и едногласно одлучи да се вклучи и да даде придонес кон побрзо и поефективно справување со штетите од поплавата од правен аспект, со ангажман на околу 25 млади правници кои ќе работат доброволно и дополнително на своите работни активности. Бројот од повеќе од 3000 засегнати домаќинства представува предизвик со кој младите правници прифатија да се соочат и да дадат поддршка на лицата кои се соочуваат со сериозни последици од поплавите. Учениците средношколци од семејства од социјален ризик ќе може да аплицираат за добивање условен паричен надоместок во висина од 12.000 денари. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска на пресконференцијата информираше дека јавниот повик веќе е распишан и дека може да конкурираат учениците средношколци кои редовно посетуваат настава и потекнуваат од семејства приматели на социјална помош. Сите заинтересирани потребно е да аплицираат во центрите за социјални работи до 30 септември. Се предвидува ова парично право да се реализира квартално со исплата на финансиската поддршка на мајките на овие деца. Сите оние кои редовно посетуваат настава, односно присуствуваат на повеќе од 85% од часовите, ќе добијат дополнителна финансиска поддршка, истакна министерот Спасов. За оваа намена годинава се одвоени 72 милиони денари и се планира финансиски да бидат поддржани околу 6000 семејства. Изборот на нов генерален секретар на Обединетите нации влегува во жешка фаза. Во самоубиствен напад во Јемен загинаа најмалку 45 луѓе. Историски мир во Колумбија. Вести од светот. Поминатиот круг на гласање Вук Јеремиќ се најде на второто место зад португалецот Антонио Гутереш и така влезе во редот на сериозни кандидати. Покрај Гутереш и Јеремиќ во трката останаа уште 7 кандидати, меѓу кои и поранешниот македонски министер за надворешни работи Срđan Керим. Што се однесува до Јеремиќ, никој не очекуваше тој да стигне толку далеку во гласањето за нов генерален секретар на Обединетите нации. Имено како поранешен шеф на српската дипломатија, тој не стекна премногу симпатии во западните центри на моќ. На целиот избор сега се гледа како на дипломатско надмудрување меѓу САД и Русија. Во самоубиствен напад врз воен камп за обука во Аден загинаа најмалку 45 лица, а 60 се повредени, соопшти организацијата Лекари без граници. Напаѓачот со возилото влетел во група регрути. Нападот е изведен во северниот дел на Аден, каде има припадници на народниот отпор, локални сили кои им помагаат на армијата да ги протераат хутите од главниот град на Јемен Сана. Хутите имаат поддршка од Иран. Стотици илјади колумбици ги загубија животите од 1964 година до денес, откако со различни бунтовнички армии и банди започнаа војна во џунглите на јужноамериканската држава. Револуционерните вооружени сили на Колумбија ФАРК во неделата издадоа наредба до сите своји борци да ги прекинат сите активности и да го почитуваат примирието. Им наредувам на сите команданти на единици и на секој борец да го прекинат огнот и непријателствата кон државата.
изјави на пресконференцијата во Хавана лидерот на ФАРК Тимолеон Хименес Тимоченко. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорческа се искачи 5 места погоре на најновата ранглиста на Женската тениска асоциација. Лина Ѓорческа беше елиминирана во првото квалификацијско коло на US Open, но тоа не ја спречи да направи нов скок на светската ранглиста. Најдобрата македонска тенисерка продолжува да напредува на ветеран листата, откако по падот од неколку места успеа да се искачи за 5 позиции погоре. Поради политичката состојба во Турција беа откажани 2 тениски турнири на кои Ѓорческа требаше да учествува, што резултираше со пад на ранглистата. Од минатата недела до денес македонската тенисерка напредуваше 5 места и сега се наоѓа на 217-та позиција во светот, што е 2 места подолу од нејзиниот најдобар ранкинг. Во конкуренција на парови Ѓорческа забележа пад од едно место и сега се наоѓа на 183-та позиција. На врвот нема промени. Серена Вилијамс останува на првата позиција со само 200 поени повеќе од второпласираната Анжелик Кербер. На третото место на ВТА листата е Гарбин Мугуруса од Шпанија. Менаџментот на регионалното надпреварување Библ потврди дека покрај потврдата за учество од страна на Карпош Соколи и заинтересираноста на Кожув има и други македонски опции за пополнување на Лигата на Балканот. Карпош Соколи ќе биде македонскиот представник во следното издание на Балканската лига, барем за сега. Се појасно станува дека Македонија, како еден од основачите на ова регионално надпреварување, ќе има најмалку уште еден свој представник во Балканската лига, затоа што по посетата на дел од заинтересираните клубови од земјава, менаџментот на лигата добил позитивни сигнали, пред се од екипите кои досега биле дел од Библ. Кавадаречки Фини Индустри беше и шампион на ова надпреварување. По мини турнејата низ Косово и Македонија, спортскиот директор на Библ, Шај Штрикс, го потврдил интересот од страна на некогашниот балкански првак од Кавадарци, но добил и позитивни размислувања за останување во Библ и од страна на градоначалниците на општина Гевгелија и Куманово, како главни финансиери во двата клубови кои имаа успешни настапи во текот на изминатите неколку сезони во оваа лига, особено гевгеличани кои дотуркаа до полуфиналето на ланскиот плейоф. Освен задоволството од разговорите со представниците од Македонија, од Библ најавуваа дека во рок од една недела ќе ги прецизираат сите детали, односно ќе објават листата на учесници за сезоната 2016-2017, а нема да биде никакво изненадување ако во неа бидат вклучени и 3 представници од Македонија. Голманот на Барселона собори несекојдневен рекорд во примера стар 10 години. Маре се приближува до Ѓоковиќ, но се уште е далеко со поените објавени на најновата АТП листа. Голманот на Барселона Марк Андре Тер Штеген на мечот против Атлетик Билбао успеа да собори рекорд во примера стар 10 години. По мечот тој стана рекордер по бројот на пасови од страна на голман на еден меч. Рекордот ќе остане забележан по мечот во Баскија против Билбао, каде Барселона победи минимално со 1:0 со голот на Ракетиќ. Германскиот голман на споменатиот надпревар извел точно 46 пасови и тоа од 54 обиди, што е исклучително висок просек. Тер Штеген во Барселона пристигна во 2014 година, од кога ја делеше минутажата со Клаудио Браво, кој деновиве пак го официализираше трансферот во Манчестер Сити. Пред почетокот на последниот гренслем во сезоната US Open, Новак Ѓоковиќ ја задржа големата предност на АТП листата пред главниот конкурент Енди Маре, кој се уште заостанува 5535 бодови. Ѓоковиќ ја почнува својата 113-та недела едно по друго од вкупно 214 на светскиот тениски врв. Тој останува на првата позиција иако загуби 2000 поени, додека Маре загуби само 180. На најновата АТП листа нема никаква промена во редоследот на најдобрите 20 светски тенисери пред денешниот старт на американското отворено првенство во тенис. Какво време не очекува, проследете од Метеа.
Тоа беше се за овој дневник. Ви благодарам на вниманието. Пријатен ден.